Што ќе правите ако во недела не се распушти собранието? Бидејќи самата ги нема бројките, вие имате 39 пратеници во вашата пратеничка група, еве уште 10 од ДУИ 49. Точно, ние ги немаме бројките на наша страна и не може да ги водиме процесите. Зборам на оние процеси што се во собрание, што се со деловник поврзани и слично. Хипотетичко е прашањето, ја претпоставувам дека тоа нема да се случи, дека изборите ќе се распишат. Целта на сето ова да се случи, оваа криза моментално е да се донесе законот за јавно обвинителство. Во овој момент СДСМ свесни се дека ќе изгубат со многу голема разлика. Може да ги прашате и нив, да ги погледнете тие анкети, бидејќи истите анкети ги имаме горе-доле сите политички партии. Они гледаат како да побегнат од избори за да направат нови популистички закони и мерки да се додворат на повеќе граѓани, поготово во албанскиот блок. Нема да им успее тоа, но пробуваат на секој начин. Затоа ВМРО-ДПМН останува во собранието. Ќе остане до недела. Дали ВМРО-ДПМН потоа ќе излезе на улица, дали ќе има дополнителни демократски мерки или слично, тоа ќе го договориме во партијата, ќе го соопштиме на јавноста, но сите опции се отворени. Јас не можам од сега да ви кажам што ќе се случи, бидејќи имавме на извршниот комитет многу голема дебата за овие прашања и ги ставивме на кантар да кажам сите можни сценарии што ќе се случат. Но на тој момент одлучивме дека ВМРО-ДПМН мора до недела да биде во собрание за да се случи тоа што нас најмногу ни одговара, а тоа е распуштање на собранието.